Здраво на сите и добродојавте во нова епизода на Движење бойкотирам, разговор на Движење бойкотирам. Вечерова со нас е Катерина Колазова, познат лик, да речем, во македонската политичка сцена, ама еве, по адето ќе оставам да се представи самата. Повели, Катерина. Фала на поканата. Во представувањето ќе го кажам тоа што може би е најрелевантно за темава на која што се договоривме да разговараме. Значи, јас сум доктор по филозофија. Тоа што го објавувам академски, главно како филозофски трудови, главно објавувано, не главно, на 90% објавувано во Америка, во Англија, значи на англиски јазик, и се занимава со теорија на субјективитет. Значи, субјективитетот е нешто што има врска, нели, со прашањето на јас, како се конституира јас, како се конституира идентитетот, и да речеме од таа филозофска гледна точка, тоа што ми дава за право да се занимавам со теми кои што се однесуваат на прашање на граден идентитет, дали колективен, дали индивидуален, ете таа позадина моја во областа на филозофијата, која што токму со тие прашања се бави, со прашањето на тоа како се создава едно јас, ајде да не викам субјективитет, да кажам јас, за да разберат луѓето, и како тоа јас по-конкретно се воспоставува себе си во рамки на една култура, во рамки на врз основа на сопствениот пол и така натаму и така натаму. И занимавајќи се со тоа, имам истражено многу од област на културна теорија, културни студии, кои што има доминација на полето на овие теми во последниве децении, и ете некако тоа ме довело до тоа да се занимавам со темата на идентитет, субјективитет, па од тука и ете нашиот национален и културен идентитет. И мислам дека тоа би било најрелевантно од моево представување, да се представам, да кажам од која позиција зборувам. Така. Значи, темата на нашиот вечерашен муавет ќе биде фокусирана околу, да речеме, концептот на антиквизација, кој што беше можеби поактуелен до пред некоја година, специфично за време на шарената револуција. Мислам дека многу се дебатираше. Прашањето што ќе пробаме само се тука да го разглавиме е колку тоа беше реално нешто што реално се случуваше во тој период, или колку беше некој, да речам, политички алат, кој што политичарите го користеа за дискредитација на своите противници. Значи, генерално во еден пасус, да речеме, тоа би било темата на емисијата. Колку антиквизацијата е нешто реално или нешто само на поле на политички надпревар. Мислам дека твојата позиција ќе биде дека ти него ќе аргументираш од аспект на дека да, реално беше антиквизацијата беше реален проблем, реален политички проблем, реално не ги влоши, да речем, односите со нашите соседи, и реално беше некоја политика која што минатата власт некако посебно се фокусираше и посебно финансираше, посебно охрабруваше. Ако можеш, вака на старт, формулирај си ја позицијата, да речеме, па да видиме, да тргнеме од тоа. Мојата позиција е дека да, тоа беше реална појава. Јас прв пат кога се сретнав со терминот, ми звучеше како нешто што е и тебе ти е проблематично, како некакво баз зборче за дискредитирање на идеолошкиот противник, и не ми беше доволно исцрпувачки во смисла на тоа дека не исцрпува доволно смислата на феноменот, но можев да го поврзам со феноменот со тек на време и се навикнав да го употребувам зборот
и да реферираме на таа појава за која што ти не си сигурен дека постои, дека била стварност, повеќе дека била риторички трик, да речеме, на летата, додека јас мислам дека била стварност. И како материјална стварност, значи градење на известни градби, после како дискурзивна стварност, значи продуцирање на одредени дела, трудови, наводни научни откритија, коригирање на учебници со дополнување на содржини или редактирање на содржини за да бидат на линија или во функција на оваа агенда. Јас сметам дека ова беше агенда, дека беше некаков идеолошки, не е толку идеолошки тој проект, повеќе nation building проект, задоцнет проект на градење на нација, на идентитетска припадност на една нација, со обид да се формулира конечно, наводно, еден чист национален мит, кој што ќе не прикаже до тој степен недвосмислено вакви, значи вакви, а не онакви, значи недвосмислено македонци, чисти македонци, без слоеви на други култури, без влијанија од историски периоди кои што, а тоа значи култури во тие периоди кои некако не обликувале, значи една идеја, еден напор да се ретроактивно да се креира еден чист извор на нашиот идентитет. И тој извор да се врзе со името Македонија и со тоа правото на користењето име Македонија да го оправдаме со историја. Според мене, тоа беше погрешна тактика. Јас за цело време уште кога почнав да се спротивставувам на таквиот дискурс и таквите обиди символички, да ги наречеме, преку култура, преку градење на некој нов фолклор, турбофолк, македонска патриотска музика со референција на Александар и не знам што. Значи, кога почнаа сите тие процеси, јас за цело време имав проблем со тоа, не само затоа што сметам дека е историски проблематично, дека е историски фалсификаторски, туку дека се запаѓа во замката на Грција. Грција го проблематизираше нашето право на користење на името, затоа што немаме право на таа историја. Значи, античката македонска историја, која е, според светскиот научен консензус, дел од хеленската. Јас знам дека ова, кој ќе го кажам, сите ги нервира, но факт е дека вие може да најдете маргинални научници со некаков кредибилитет кои ќе ви кажат не е македонското, е нешто засебно од хеленското, но ако одите на Оксфорд, ако одите на Кембридж, на студии на класиката, 90% од професори ќе ви кажат да, тоа е истата работа, тоа е синонимна работа. И сега, според мене, значи, уште кога почнаа дебатите, кога почнав да се интересирам за тоа политичко прашање, а како што кажав во уводот, почнав да се интересирам затоа што во тој период баш студии на идентитет ми беа подрачје, тоа филозофска гледна точка, ама анализа на идентитет, како се конституира идентитет и сето тоа беше нешто со што се бавев. И во тој период, не знам више точно кога беше, ама да речеме на почеток на 2000-ти, првата деценија од 2000-ти или кон крајот на првата деценија, почнав активно да се занимавам со прашањево. Забележав во нашиот дискурс политички, забележав една филозофска несмавност,
несмесност од аспект на политички науки, несмесност во дискурсот, во логицирањето, од аспект на современа теорија на идентитет и непознавање на терминологија која е адекватна и да се адресира прашањето и да оди во наш прилог. И мојата прва забелешка беше зошто, значи, парадоксално, јас, северџанка, тако злова, парадоксално влего во тоа прашање затоа што бев решена дека мора да се одбрани правото на именување со следниве аргументи. Ка на нас не ни е потребна историја и не ни е потребно легитимирање од аспект на историја, па уште античка историја, за да имаме право да го користиме името. Во една книга пред, не знам, може скоро 10 години што излезе на истата тема, The Name Issue, некако така се викаше, во Германија, меѓународно издание, тезата ми е точно тоа. И објаснам дека нема судбина во имињата или именувањата, дека нема nomen est omen, дека именувањето е контингенција, комплетна случајност, тек на околности кои што довеле до тоа така да се викаш. Значи јас може да се викам Македонија и македонка и да никој да не сме да бара од мене јас тоа да го правдам со историски аргументи од Дедо Ное до денес. И вакво сега, од друга страна, ако некој ти каже па бидејќи е комплетно контингентно, случајно, значи произволно дојдено до името, тогаш па зошто толку го браниш? Тогаш е седно како си именуван. Тогаш веќе не е седно како си именуван, затоа што зад тоа име стои некаков референт. Зад тоа именување македонци, Македонија, ние подразбираме некаков конкретен референт. Сега пак референт. Значи, нешто што стои за името. Така. Што значи имате именување како некоја нели апстрактна ментална работа, можам и друг збор да изберам, но тоа именување се однесува на тоа нешто. Сега бидејќи оваа група на луѓе во оваа земја Македонија себе веќе се викаат македонци и под тоа подразбираат нешто, сега веќе ние не можеме да го отфрлиме тоа име македонци и да избереме било какво именување, затоа што го губиме референтот тогаш. Значи, стварноста за името ќе се изгуби. Од прилика, тоа е тезата, сега звучи абстрактно, филозофски можда, но тогаш тоа беше мојата одбрана, зошто не треба да се прифаќаат предлозите кои што тогаш беа на маса. И тогаш сршта на мојот аргумент беше дека најважниот референт што нас не интересира да го одбраниме е македонец и македонски. Заради тоа ја толку сум се фатила за тој член 7, не затоа што барам изговор за да го оправдам договорот, туку затоа што можам да ти пратам серија на текстови наназад, ќе видиш дека секогаш тоа ми била сршта на аргументот. Затоа што референтот што сакаме да го заштитиме и да кажеме дека постои зад тоа македонец и македонски, а тоа е некаков колективен идентитет, тоа ми било страв со претходните преговори дека ќе се изгуби. Но и тогаш сум била совршено свесна дека именувањето на државата е помалку важно од идентитетска гледна точка, колку именувањето на луѓето, на тие што живеат во неа. Заради тоа придавката македонски, па од тука изведената именка македонец ми беше
поважна од што, како се вика, државата. И тогаш, значи сме имала истата логика како и сега. Сега да се вратиме на твоето прашање. Тогаш, значи, нештата се поврзани, тогаш темелот на аргументот ми беше не ни треба историја за да си го правдаме правото да се викаме македонци или Македонија. Тогаш нормално сите настојувавме до крај секако да се задржи името такво како што е и на државата, сакам да кажам, не само на етносот и на нацијата. Тогаш, значи, целата аргументација беше во тоа дека не ни треба историја, дека до името можело случајно да се дојде, но кога веќе дошло случајно на нас, ние веќе не можеме случајно, тоа значи како резултат на разни сплетови на историски околности ни се воспоставило како идентификатор, веќе не смееме да го изгубиме. И тука наоѓав примери кои што многу чудно дека може да се користат на вакви теми, ама на пример еве да ги земеме овие родови теми, идентитетски, gender rights. Да речеме гей или queer било навреда. Но кога почнува движењето да ги застапува собствените права и да бара еманципација и на името кое што било навредливо. Значи, гей или квир не те опишува како тоа што си сигурно, како да кажем, пред гей движењето и хомосексуалците биле навредувани, се чувствувале навредувани од тие зборови, како сега што би било фегет, например, навреда. Во мигот кога почна еманципаторската борба, тоа што до тој миг било навреда и навредлив збор станува, тие препознава дека нивниот главен идентификатор, сваќаш, и не ни сакаат да се еманципираат по друго име, туку под тоа, под кое што ќе бидат најлесно препознатливи. Така што се еманципираат и себе си, и именувањето, кое што веќе не е навреда. А во 19 век, да речеме, било навреда. И сега, значи, поентата е во тоа дека и тоа зборче случајно се воспоставило како именување. Но важно е што како референт, значи како стварен објект зад тоа зборче браниме. И тука сега доаѓаме до антиквизацијата. Според мене, зад тоа зборче, еве, македонец, до кое што сме дошле поинаку, а не како резултат на некој праволиниски историски тек, за цело време сме биле македонци, за цело време сме биле тука, за цело време сме биле на територија Македонија, со никого не сме се измешале и еве не, сега и денес после толку милениуми истине допрени и се викаме исто како и тлото. Значи, тој тип на па и наивно помалку логицирање, сметав дека не е во наша полза, дека треба во термини на современа теорија да се разбие грчкиот национализам. И заради тоа бев за цело време против историзација на нашиот аргумент, на аргументите во наша полза. И кога забележав после цели процеси на не знам, ја би ги рекла организирани процеси, на градење некаков симулакрум дека потекнуваме од античка Македонија, јас нормално имав отпор кон тоа и како кон нешто што е лажно, и историски лажно, и како нешто што мене ми го фалсификува моето чувство на македонски идентитет, кој што е претежно словенско. Јас со тоа сум израснала.
не можам со пердика да се идентификувам. Значи, мене во сето тоа ми имаше нешто лажно и фалсификаторско, не само во однос на историската наука, туку и во однос на нашето автентично чувствување како македонци, дека има нешто фейк во тоа, со тие антички инфлукси, што се вградува во идентитетот преку култура, преку поп култура, преку фолк култура, преку градење на архитектура и така натаму. Од такви лични причини идентитетски, но и тактички причини. Сметав дека не е во наша тактичко-стратешка полза историјата да ни е клучниот аргумент за да си го бараме правото на именување. Така. Добро, сега ти многу ојде широко. Да, да пробаме така, да ги отпаковаме една по една. Простиме се. Да. Значи сега ти прво рече дека имаше некоја идентификабилна тенденција во минатите години да се фокусира, да речеме, тој оригин митот на македонците, специфично на делот на античката историја. И рече тоа се правише преку споменици, преку, не знам, книги, преку нови откритија, преку разноразни теории. Сега, ако земеме да ги гледаме сите од овие едно по едно, ако гледаме, например, споменици, реално земено, немаше толку многу споменици, значи фокусот на спомениците, значи треба многу да се помачиш за да направиш аргумент дека беше специфично ласерски фокусиран на античкиот дел. Значи да, еден од главните споменици што беше изграден беше споменикот на Александар, од другата страна на Вардар беше Филип и не знам. Огромен. Али огромен, добро, нема врска, димензијата не е битна, али во склоп на, да речеме, Скопје 2014, тој цел муавет на антиквизација, тие се многу мал процент од целокупното, значи таму имаше може над 200 споменици имаше, мислам. Има таму Самуил, има Јустинијан, има Солунски атентатори, има милион, значи ако ме прашаш мене, тоа представува многу, да речеме, прагматичен пресек помеѓу сите делои на македонската историја. Например, како би го аргументирала ти дека баш, да речеме, специфично спомениците беа некако специфично фокусирани на античкиот период? Да, имаше се што јас се слагам, дури имаше и пиратски бродови, што се не, оние барокни фасади, тоа е некој друг период, очигледно барокни ги викаат, некој чуден микс меѓу Поќе неокласицизам. Да, нешто, неокласицизам, ама толку кичасто што тера нека барок. Значи, јас се согласам дека имаше тука и некои други обиди, имаше смеша на обиди на градење една слика за минато, кое што е европско, веројатно. Од тука... Ама од ти така велиш. Значи, тоа објективно европско е. Значи, тоа е минато што се случило на овој простор. Значи, не знам, има споменици на Александар во Лондон. Да речеме, сите војсководачи во светот го сметале Александар како, да речеме, дел од својот, како се вика на македонското линич. Наследство, ме разбираш? Значи, објективно е тоа европска историја. Тоа не е историја ние што ја измисливме, не е историја што се случила, не знам, 500 километри источно или 2000 километри западно, тука се случила таа историја. Не разбирам. Ме сваќаш што сакам да кажам, значи не те сваќам. Едно беше добар пресек на целата историја, значи немаше специфично, како се вика, фокус на антиквизација, а второ, не беше таа историја од некаде позајмена, значи таа е објективно на овие простори. И например ние немавме термини како византизација, така пример. Немаше доволно Византија, може заради тоа. Значи, не, мислев на барокот и така наречениот барок или обиди за неокласицизам, панорамски тркала и така натаму, дека тоа сето беше дел од еден проект, обид за проект на создавање привид дека сме биле дел од европската култура
во смисла на западното европско културно наследство. И сега, значи, тоа е друго, нема врска со антиката и тоа ја потврдува твојата теза дека имало и други елементи и објаснуваме еве какви биле тие елементи како ја ги разбирам. Што им била мотивацијата да ги вклучат и тие. Но дека во центарот на сето тоа беше антиката, дека ако збориме само за проектот Скопје 2014, затоа што има и други работи што можеме да ги кажеме. Значи вкупно збора. Не. Значи еве ќе тргнеме од Скопје 2014. Таму централната фигура, најголемата фигура е таа на Александар. Добро, може да се аргументира дека историски гледано е доста доминантната фигура во смисла на историјата на просторот. Значи може да речеме може така се гледа. Ако човек не е склон да креира наратив за антиквизација, тогаш може од оваа страна да се гледа. Поготово што тој е опкружен со да речеме многу повеќе во смисла на материјали и инстанци на историски личности што немаат врска со антиката. Така? Значи не мора да се земи дека затоа што некој посебно го сакал Александар, затоа го ставил на средина. Значи еве ако донесеме човек од Марс и му ја прераскажеме историјата на овие простори, така, значи не би било, како се вика, не би било логично ако го прашаме кој да го ставиме на централно подрачје, дека тој ќе речи потоа што оставил најмногу впечаток, да речеме од ова подрачје. Па не е оставил, не е оставил. Тоа е поентата. Океј. Кој оставил повеќе? Кој требаше наместо Александар, еве? Не е за требање, не е ја што ќе кажам или ти што ќе кажеш. Народот со кого спонтано најмногу се идентификува и со кои периоди. Ние направивме истражување 2013, мислам, 2014 може излезе, не ми текнува, беше квалитативно, квантитативно, кога викам ние, мислам на институтот кај што работам, вакво со 1300 испитаници патем квантитативното истражување, и сега го направивме истражувањето на таков начин, значи мене ми е криво што ние никогаш не седнавме и не ги покажавме, не е вообичаено, али ќе беше убаво, за да видат луѓето колку внимателно сме истражувале со грижа да не ги насочиме кон ништо. Прашалникот беше направен така што им дадовме, може да се каже, 10 периоди историски. И побаравме да бираат кој период е најважен за македонскиот идентитет, како основа на македонскиот идентитет, кој го препознава. Значи, бидејќи беа многу, голем беше изборот, беше доста раздробено, да речеме 7 беа, се импровизирам, не можам точно, непрецизно да се сетам на сите. Антиката доби 5%. 5%. Ја бев комплетно шокирана, значи, од следниот резултат. 29% просветителство. Не просветителство во западна смисла на зборот, туку Климент и Наум, описменување и христијанизација. Така. Предпоставам дека тоа е заради религијата, православието и така натаму, голем 29%. Ја бев изненадана, особено што ја просветителство не го користам така, и која колешката која социолог и го работеше истражувањето ми го кажа процентот за просветителство, ја бев у шок како 17-18 век што имало тука. Ми вика, не, просветителство во наша смисла, среден век. Значи, тој период, после, јас, например, очекував Југославија, дека ќе изберат за многу битна, не, имаше значителен некој процент, поголем од антика, ама исто толка 29% беше независност. Така. Значи, среден век, просветители, православие, независност. Мене ми е
ме изненади интелигенцијата на народот. Значи, ти кога не ги буткаш идеолошки во два можни агла, и тогаш зазимаат страни на боксери и не знам, или за една или за друга страна навиваат, они всушност точниот баланс сами спонтано го препознаваат. Добро, јас би рекол сега би го ставил јас. Мене некако каже би го ставил јас под прашање колку е тоа сами и спонтано. Значи мора ние да рачунаме дека пред независноста на Македонија, значи не е како ние да можевме да слободно да се истражуваме било кој дел од нашата историја. Значи нас, како ти кажем, историјата и нашиот, да речем, југословенски идентитет и македонски идентитет во склоп на југословенски идентитет, што учевме ние, значи кои делови од историјата ги учевме, беше многу строго регулирано. Значи, како ти кажам, јас би рекол дека не е како да сега секој можеше што сака да истражува, па сега ти одлучија најмалку да истражат нешто. Туку мора да земеме во предвид дека ние кога излеговме од Југославија, излеговме, значи буквално сакатени во однос на историјата, што ни беше нас, да речеме, табу до тогаш. Значи ние имавме и понатаму и рехабилитација на некои личности, имавме, значи почнавме, можеше по отворено луѓето, историчарите, науката да се занимаваат со периодот на македонската историја, која што е, да речеме така условно речена, пред тие периоди кои што југословенската историографија некако ги имаше аминовано како ова е добро, можеш за ова да учиш. Не разбираш? А ова не е многу добро, тука лежи национализам, тука лежи сепаратизам, ме разбираш? Значи не знам колку може да се гледа на тоа како нешто овие луѓето слободни ве ги прашавме и тие така излегува. Значи и во смисла на антиквизацијата, не може да гледаме дека ние, например, кога се направи независна држава, која шајте и на вашето истражување испаднало дека многу му значело на луѓето, така пошто во голем процент се изјасни некако тоа ми го формира мене, да речеме. Да, независната држава, да. Значи не можеме да претпоставиме дека тоа беше некоја иницијална каписла која што ги ослободи луѓето сега малце да погледат надвор од од резерватот во кој што бевме затворени за време на Југославија, пошто објективно бевме ние затворени во еден резерват. Значи тоа не беше, да речем, репресивно, онака како ти кажам. Добро, и во некоја смисла и репресивно беше. Така. Да, добро. Али сепак беше ограничено. Значи немавме ние слобода да истражуваме што сакаме, па сега со таа слобода ние одлучивме просветителите, разбираш, одлучивме, не знам, 2% антика, 3% Самуил, не сваѓаш. Значи па види, ние не учевме за просветителите нешто многу, мислам како јас растен во Југославија, Кирил и Методи се, значи пошто тие се словенски, значи тоа се рачуна како заедничко добро на сите, да речеме, словенски народи. Мислам дека никој немаше проблем тоа да се Не, па јасно дека ќе го учиш, не можеш да не го учиш, еве и сега го учат, нормално, важно е. Најпоста еве во Охридите првиот словенски универзитет и така натаму не можеш. Ние сме центарот, на тие случувања. Да, па од тука почнува покрстување на словените. Така што тоа не ни можело нормално да се избегне и сега може ја и ти повише го памтиме, ама ја мислам дека ако се присетам добро на учебниците од тој период, не беше така централно. Втора светска војна беше поголема тема, ми се чини, во тогашното образование. Па учевме, нели, за истории на сите југословенски народи и не знам што. Не би рекла дека имаше толкав акцент на средновековниот период. Добро, еве, зошто ја мислам дека тоа некако спонтано, дека е спонтан изборот, затоа што го направивме минимално идеологизиран. Значи, ако ја дадам 10 различни периоди, не бе 10 помалку од 10, реков, значи, не те насочувам никаде и не можам да ти проектирам слика како ја замислувам дека
треба да изгледа точната историографија. Која е правата слика за нашата историја? Затоа што и во изборот на прашањата, ако ти дадам два-три можни избора, веќе се гледа во кои можни патеки те водам. И ти препознаваш се кој наратив е, дали е повеќе проантички, дали е повеќе прословенски, ќе избереш така како треба и против собствениот сентимент. Ние стававме, не знам, и Линденско восстание, Југославија, не знам колку периоди наредивме, стварно речиси 10 се фати. После, за да го надополниме тоа, затоа што даме дека историја е една работа и тоа е абстракција и луѓето може да мислат чисто интелектуално. Значи, не знам, памти тоа до образование, така научил дека точно. И кажува како мисли дека треба. За да го измериш осетот на идентитет, осетот на припаѓање, на идентитетско припаѓање, ајде така да го наречеме, превод ме мачи ова што морам паралелно од англиски термини у глава да преведам. За да го измериш, значи тоа идентитетско припаѓање како нешто спонтано, како нешто што е производ на сентимент. Значи, тоа во литературата што се вика cultural intimacy, за да го измериш на таков начин, ти требаат и символи. Значи, не само историја, треба да ги прашаш и символи и фигури историски. Така што ние ги прашавме и за фигури кои што ќе се врзат за одредени периоди. Имаше Тито, Гоце Делчев, Александар. Пак ќе ти кажам, Александар имаше најмалку. И тоа беше во ерата на владење на Груевски. Александар имаше најмалку. Имаше повеќе од Антика, повеќе од 5, имаше 7 или 8%. Тоа значи дека фигурата некако на луѓето им е поважна од историјата и веројатно знаат повеќе за фигурата од што за историјата, ама Александар имаше најмалку. Најмногу, ако не грешам, имаше Гоце Делчев. Не, уопште не ме шокира тоа. Значи, мислев Тито, дека ќе има најмногу, ама не. Значи, не ме шокира тоа, пошто значи тоа беше како што реков пак санкционирана историја што ние можевме и имавме дозвола да ја учиме. Значи, јас се сеќавам историјата, ние што учевме за античка Македонија, беше буквално неколку реченици. Тие беа некои други, немаме врска ние со нив, идемо дале. Така, значи, не може сега да се очекува од толку сиромашно знаење, значи не само за луѓето кои што се моментално во Македонија. Да речеме, тоа се пренесва и преку родителите, и преку образованието на родителите. Ако родителот вели, не знам, значи сега ние имаме деца што се родени, да речеме, во независна Македонија, кои што прераскажуваат колку бил убави во Југославија, а тие не живееле ден, една секунда не живееле во Југославија. Тие буквално го прераскажуваат тоа што го слушале од нивните родители. Ме разбираш? Значи некако мислам дека е многу тешко сега ова да се земи како јас се сомневам дека вие, да речеме, од аспект на научна класификација тоа сте го сработили како што треба. Само зборам од аспект на луѓето со кои што имате фактички на ситуацијата на народот кој што објективно имаше слобода да се истражува тоа што сака, само кога финално како доби независност и не беше некако вештачки ограничуван од никој, претходно од Југославија, а сега после овие договорите почнуваме да бидеме ограничени од не знам, Преспанскиот договор, од Бугарскиот договор, значи гледа сам некако пак не затворат во некој резерват како што бевме затворени во Југославија. И мислам дека значи не ме шокира мене дека ликови како не знам како Гоце Делчев, како Кирил и Методи, значи тие се работи на кои што дете во Југославија беше пораснато. Значи зошто пишуваме нови чуден јазик и сите ја знаеме приказната. Значи тоа беше како hero story. Овие луѓето застанаа и ги измислија овие гласовите ги описменија, луѓето му дадоа глас, разбираш, такви работи. Значи тие се што многу, како ти кажам, во рептилијанскиот мозок легат. Не знам дали е толку со Југославија врзано
ние имавме и квалитативна компонента, после правевме па фокус групи со тие категории на луѓе што одговориле. Некако православието беше битно во сето тоа. Значи имаше еден неоконзервативен момент, всушност пост југословенски. Ја пак би го врзала со независноста. Имаш распад на Југославија, распад на една голема идеологија во отсуство на голем наратив, каков што беше социјалистичкиот и југословенскиот, ти мораш да најдеш друг исто толку голем наратив и го наоѓаме православието. И мислам дека заради тоа го бира среден век повеќе заради православието него заради писменоста. Иако не можам да тврдам, пошто не се сеќам точно на тој дел од тие фокус групи, но ја бев инклинирана така да ги толкувам. Работите, белјата е дека, знаеш, многу луѓе не знаат да формулираат зашо го избрале нештото, па сега си оставен да толкуваш. Инаку што се однесува до пак ова, до антиката, и сега твојата теза е дека во тој период се случило интелектуално ослободување и еве научниците дошла до сознание за антиката кои што порано не биле допуштени. Јас сметам дека обратно. Прво мислам дека од тоа што сум те следела и ти ќе се согласиш дека таа ера и не беше ера на академска автономија и на некои научни слободи, на било какви слободи на изразување, па се тука спонтано да се има воспоставено некоја нова содржина во науката, научниците си допуштиле и дошле до одредени сознанија. Немаше академска слобода за да се случи тоа спонтано. Според мене тоа беше проект, тоа беше програм. Ако ја тргнеме на страна архитектурата, еве ќе погледнеме, сакам да тргнем на страна за да видиш дека има поголем проект и дека има надвор од Скопје 2014 и дека имаше идентитетски проект свесно работен од страна на државата. Излегува студии, сега пак ќе се представам за да не кажат која си ти и како си даваш право да судиш. Јас имам 5 години студирано антика, старогрчки и латински на Филозофски факултет во Скопје. Имам специализација по компаративни студии на културна антропологија на античките светови, така се вика. Во Париз имам учев и во културолошка паралелка, така се вика тогаш, крај на Југославија, имавме старогрчки и латински уште од прва година, значи антика најмалку 10 години сум учела на филозофија. И ги прифаќаме, како се вика, предиспозициите. Не, затоа што девеќе, сега, кај па и ова го знаеш, па така се поклопија работите и сум анализирала и антика сум учела, ето. Значи, ние, еве, остави во средно и основно што сме учеле. На факултет што сме учеле. Една професорка, да не ја именувам за да не се расправаме после, која мене ме била професорка, не има учено дека не треба да романтизираме од тоа што има помалку од 100 споменика на некој нејасен јазик, напишани на грчко писмо, за кои што може да кажеме дека се античко-македонски, дека од тоа не треба да правиме романтизација, односно од романтичарски причини не треба да го помпаме во аргументот, тезата затоа што нема доволно материјал. Едноставно нема доволно материјал за да докажеме дека тој јазик е таков, дека бил различен од хеленскиот, дека македонците збореле друг јазик, поинаков од хеленскиот и така натаму.
тие беа помалку од 100 стели, јас, бидејќи знаев старогрчки, имам задача за неа да преведувам некои од тие стели, и епиграфија е тешко со ние скршени букви и сето тоа. Тешко беше тоа да се дешифрира. Како и да е, тоа се некои парченца од материјал, што можеби укажуваат дека имало некаков засебен етнос, да речеме, од хеленскиот, кој и припаѓал на, зборуваме за античкиот период, значи, кој и припаѓал на таа македонска држава од тој антички период. Значи, можеби имало нешто, но тие материјали, тие траги се толку мали, што ние би биле од научна гледна точка фалсификатори, ако од таа мува направиме слон, како да кажам. И така сме учени на... Ама зошто мислиш дека некој се уопште обидел да направи слон? Значи ние, а шо ако се обидеме уопште нешто да направиме со тоа? Пошто објективно такви материјали постојат. Значи и не постојат само такви материјали, туку постојат секундарни. Има книги од римски автори кои што сведочат за различни јазици, како се вика, помеѓу грчката војска и помеѓу македонската војска. Значи тоа не се многу малце и да речеме се многу малце, ама објективно постојат. Значи и плюс... Морам да те прекинам. Тој мит со Демостен, како рекол, и Александар им се обрати, значи, на македонски, значи, тој мит да го разбиеме. Било кој што читал извори на старогрчки во оригинал, знае дека не постои еден стандардизиран јазик од кој не наваму, значи од времето на Александар поточно, наваму, значи ерата на Александар, пази, Александар го стандардизира грчкиот, хеленскиот. Од ерата на Александар можеме да кажеме дека кој нешто, значи заеднички грчки, е стандардизиран и распространет секаде. Врз база на класичниот, да речеме 4 век пред наша ера. Сега... Ама ако бил стандардизиран, тоа значи дека потребна била стандардизација, затоа што имало, ако ништо друго, барем различни дијалекти на истиот јазик, или ако ништо друго, барем различни јазици. Ме разбираш? Така, па добро, ама сакам тоа да го кажам сега. Значи, поимот за еден грчки јазик не постоел. И секогаш кога ќе видиш во тие текстови, секогаш, кога ќе налеташ нели на парчиња за различни региони, да речеме, ќе му каже стои, да речеме, кај Платон. И тогаш спартанецот му се обрати на, не знам, својот војник на спартански или на еолски, тоа се или на јонски, тоа се регионални наречја на хеленските на хеленски јазици кои не се обединети во еден. И ти не можеш да знаеш дали кога ќе каже и тогаш им се обрати на македонски, не мисли на тесалски, јонски, ама тоа е поентата. Океј, не можеш да знаеш, ама дорски, да. Така, ама не можеш затоа што не можеш да знаеш, затоа не може толку лесно да биде да се прогласи дека тоа било само некој дијалект. Ме разбираш? Па вака, па се вака. Тоа е дел од историјата кој што да се сложам со тебе дека можеби нема доволно материјални наоди за да се направи некаква, да речеме, кохерентна теорија за некаква различност или некаква личност. Ама само мислам зошто да догматизираме историската наука. Значи утре може да ископаме и ние нешто што ќе ни го збогати баги тој материјален фонд, историско материјален фонд и ќе може да речеме може да почнеме да носиме заклучоци од тоа. Зошто ние треба сега, како ти кажам, антиквизацијата од мој аспект гледа дека ти чепкаш некаде каде што не е твоја работа да чепкаш. А мислам тоа е како некоја граница кај што велиме ние до тука е окей ти да си бараш историски мит, ама од ова фиктивна граница наваму не е окей. Ме разбираш, затоа што и сега ти викаш вака, нема доволно докази, не знам, бла бла бла, премногу се фокусираш на тоа. Мислам тоа не е политичка работа тоа. Значи тоа е работа на на историчарите, на лингвистите, на ме разбираш? Зошто е тоа политичка работа? Ја те разбирам.
Па види вака, ти збориш за градење на национален мит. Значи, градењето на национален мит е, да, точно, нешто различно од самата наука. Значи, имаме право да играме со одредени фигури кои што и по пат на асоциација имаат врска со нас. Ја не сум против тоа, мислам, јас сум многу свесна дека нештата така функционираат. Кај нас имаше обид за тоа што, односно несмесност некоја веројатно била, интелектуална несмесност, обидот за градење на национален мит, кој што може би и 2-3 интелигентни луѓе му го советувале на Груевски и кој што може би имал некоја смисла и логика, многу брзо се претвори во интелектуална грешка, затоа што почна ревизионистички да се коригира историјата или да се бришат периоди или да се одбегнува именување на нешта кои што јасно биле хеленски во тој период од историјата. Значи, митот Груевски не препознал, пошто све контролираше, веројатно и науката, не ги разбрал нијансите на тие интелектуалци и митот го увезол право во образование и наука. И почнуваат буквално да веруваат во митот и да тераат приказката дека ама стварно е така и од тогаш произлегуваме и до ден денес имаме таков континуитет. Еве керка тинеџерка, она има учено таква историја дека е од Александар, во книгите го пишува тоа. Добро, ај вака да ти го поставам прашање. Ако е некако можно ние да сме толку сепарирани од таа, еве ти ја викаш хеленска историја, и јас ќе ја викам хеленска историја. Како е можно, гледано стриктно научно, стриктно историски, како е можно да сме ние толку идеално сепарирани од целата работа, а грците да се толку 100% инвестирани во таа работа? Не инвестирани, туку резултат на таа работа. Кај е таа физичка, генетска, територијална граница која што му дава на грците 100% како се вика легитимитет? Само заради тоа што тие кога си го барале идентитетот се одлучиле самите себе си да се викат елини, така, Елада, така, додека ние сите други да ги викаме грци, значи тоа е назив што од 1800. Добро, тоа е римски назив. Така. Значи ние што е тоа што во историски, генетски, територијален аспект не држи нас толку чисто настрана од тоа наследство што ти го викаш хеленско. Па сега ние толку лесно му го предаваме само на грците и од грчка страна што е тоа што толку нив исцрпно ги легитимира за тие да можат како се вика да ни го забрануваат нас, пошто објективно тоа го прават. Ништо, значи ни од нивна страна ништо. Не може да го легитимира тврдењето дека они се директен производ на хеленската цивилизација. Значи, таа територија на Грција, на Хелада, има поминато таков период на миграции, има векови Византија, векови Отоманска империја. Комично е да се тврди дека комично е што тврдат дека имаат директно потекло од античката хеленска историја. А што не ги обвиниме за антиквизација? Тоа е неточно, тоа е глупост, но ние не можеме да запаѓаме во истиот тип на глупост во која што запаѓаат они. Едноставно Ама ние сега сме приморани да запаѓаме во таа глупост после Преспанскиот договор. Не, да се вратиме на почетокот на муаватот. На нас не ни треба историја за да си го легитимираме правото да се викаме македонци. Ние кога викаме македонци мислиме на нешто друго, не мислиме на антика. Еве, ја и ти не сме на антика. Ама ете, јас може мислам на антика. Можда јас мислам. Така? Ама веројатно мислиш од скоро. Па сега... Значи јас вака, може да ти кажам... Пак основното образование и вајда почетокот на средно си го стекнал во Југославија, така? Скроз средно го стекнал во Југославија.
Уствари не, скроз, добро. лажам. 93-та завршив. Значи, али добро. немаше време да се реформира тоа. Ја баш со падот на Берлинскиот зид. Како и да е, сме основното таа основна формација, образование, основно средно, еве, базичните знаења сме ги стекнале во тој период. Прво, јас се сомневам дека само школа ни влијаело на тоа како и зошто ние се сеќаме како македонци. Второ, ако ми кажеш дека си се осеќал антички во тој период, јас стварно ќе се сомневам многу. Не, можам да ти кажам, например, дека имаше многу работи од нашата историографија која што не оди во антиката, да речеме и како се вика, скора историографија, која што, да речеме, и дури историските периоди што сме ги учеле ние, што немаат врска со антиката, и, значи, сега ние најдваме работи кои што ни воспоставуваат од таму. Значи, ние знаеме, не знам, Ѓорѓе Пулевски зборувал за антиката. Знаеме, Кресненското востание се повикувале на антиката. Значи, знаеме, не знам, Никола Карев има таму некој интервју за некој грчки весник 903 година, кај што вика, кај што се прогласува за македонец од антички македонец. Значи, ајде да речеме дека Грујо мене ме brainwash. Кој го brainwash Никола Карев? Кој го brainwash Ѓорѓе Пулевски? Ме разбираш? Значи, само ти кажам, ние кога не ослободија да можеме ние малце да си боричкаме сами по собствената историја, да ги видиме тие како се вика изворни материјали сами за нас и не дај Боже да почнеме да теоретизираме, па макар и биле глупости. Јас сега ќе се служам со тебе дека во периодот на Груевски имаше некои работи кои што беа апсолутно, значи ти беа под превез на некоја наука, али беа очигледни глупости. Разбираш, не знам, на некој старословенски јазик напишан на каменот на розета, мислам, не старословенски, мислам, види, значи не мора да за да кажеме дека тоа беше глупост или еве не мора да ние се друго да поништиме што ни воспоставува нас природни објектни материјални докази кои што да речеме не ни го почнуваат националниот мит само од таму, не знам кој е таму 19 век. Туку, да речеме, луѓето си воспоставуваат некаква врска дури до антиката. Јас ќе речам, ќе се сложам со тебе дека јас, например, кога завршив средно, да ме прашаше мене некој дали имаш нешто врска со античките македонци, може ќе речев не. Ама сега јас после тоа имаше многу други работи кои што можев да ги прочитам. Мислам, средно е тоа основно, како ти кажам, основно базично образование е тоа. Кога почнуваш да читаш ти различни работи, излегуваат, како се вика, полно. Ама дали стварно веруваш дека чувството на идентитет ни доаѓа од школа? Ја барем школа многу не сум фермала тогаш, односно се и со резерва сум зимала. Ја мислам дека идентитетот се стекнува преку секојдневие, што ти зборат баби дедовци, што зборат родни, значи никој не слушал за антики, за пердики, за аминти, извини, тоа звучи ванземајски би звучало тогаш. Ама види, значи во Југославија тоа беше и значи ти ако зборуваше такви работи, тоа ќе те сматра за незналица и ќе беше социјално острациран, така? Значи пошто на училиште јасно ти кажува тие немаат врска со нас и нема потреба таму да гледаш ти, ме разбираш? Значи ако беше инаку поставена работата, ако ние можевме како што сакаме да се истражуваме, тогаш мислам дека послободни ќе беа луѓето да си гледат. Сега види ти, значи за Пулевски упорно читам за тој пример. Прво не е целото негово дело, туку е наводно еден фрагмент кој реферира на антика. Треба да го видам тоа, не сум го видела. Другите извори, изјавата на Карев и сето тоа, ни тоа не сум го видела и затоа не можам да коментирам. Ја пак би рекла дека, значи, еве, ќе се согласам со тебе, дека тие податоци на кои што реферираш се веродостојни, треба да се земат сериозно, затоа што си ги прегледал, си заклучил дека има автентичност во нив и така натаму и ќе ти верувам на збор. Сепак мислам дека тие се многу малку, дека е тоа маргинално во однос на другите преовладувачки наративи
во сите обиди во целиот период на градење нација. Етничката припадност малку по спонтано и по други патишта се случува и повеќе треба етнографија, антропологија за да ја истражиш. Но баш во тие етнолошки извори, сега ти во суштина етнолошки извори ми цитираше, освен Карев, ако го исклучам Карев, многу малку имаш, ако имаш, многу малку имаш. Никој не ги истражувал. Значи, Види, од баба ме знам за Баба Јага, за која што знаат и во Русија, а не знам за керите и мојрите и не знам што од антиката, во кој што верувал Александар. Добро, ама тоа, види, значи тогаш не се слагаш дека тогаш беше поларизиран свет. Значи ние бевме тогаш под влијание објективно на источниот блок. И значи како ти кажам, ајде да зборуваме за објективно фабрикуваниот етнички, како се вика, мит, дека ние некако сме поиќе Словени отколку било што друго. Значи, ние сме еднакво Словени колку сите други што се Словени од словенските народи, ме разбираш? Да. И ама сега ние некако нас ни се натура дека ние, знаеш што, вие сте Словени, а иако Словени да речеме немало, ај велиш ти нема доволно материјал за да речеме овие македонски аспект на нашето како се вика потекло. Значи ако збораме за словените, значи нема буквално нити еден историски податок дека некаква таква организирана свест, словенска организирана свест, која се обидувала да формира држава, која се обидувала да формира етнос, нација, не постои тоа во историјата. Сите што ги викаме сега ние Словени, тие се имат специфична верзија на словенизам, разбираш? И сега ние излегуваме од Југославија и са некој нас не вика, вие имате де факто, како се вика, словенски, вие сте Словени, значи словенски етникум сте, ме разбирате, немате врска со македонците, ама буквално никаква, а то словенски е, како ти кажам, како да му кажеш сега ти на англичаните, ти си герман, ме разбираш? Да. Не се слагам, значи ја не реков ниту еднаш дека ние треба да се нарекуваме Словени и дека не треба да се нарекуваме македонци, и дека само Словени без македонци е доволно. Ние сега збориме што има во содржината на тоа македонци, дека тоа е една јужнословенска нација и од прилика тоа. Ама пак тргнуваш ти од јужнословенска нација. Значи македонци имало, да речеме, некои луѓе што се нарекуваат македонци пред словените да дојдат. Така? Значи не е тоа специфично јужнословенска нација. Значи за антиквизацијата специфично. Дали твојот приговор е дека Дали само извини, само да поентирам. Дали твојот приговор е дека ние сакаме дека не треба ние во ова чинија словенска манџа да туриме ни трошка македонска сол, онаква не словенско македонска сол. Ме разбирате? Значи мислам дека антиквизацијата беше буквално приговор дека било кој дел од идентитетот на модерните македонци сме се дрзнали да помислиме дека без разлика колку е мал, значи јас слободно покажи ми каде некој промовирал доминантно несловенски македонизам на штета на овај словенскиот идентитет на македонци. Јас мислам дека тоа не се дешаваше. Како одговор на првото, нормално, значи тоа што го прави историографијата на страна, историографијата мора да биде прецизна. Мора да има доволно материјал, доволно доказ за да каже ова вака било. Compelling evidence. Сега тоа го нема. Тоа ќе да го оставиме на страна, да се држиме се за другава можност, за која што зборуваш во основа ти, градењето на националниот мит. Зашто во градењето на нашиот национален мит да нема и нешто античко македонско? Сосема си во право, зошто да нема? Нека има. Нека има, затоа што е тоа дел од историјата на овој на оваа територија. Ајде. Така.
Значи, ја немам проблем со тоа. Значи, сега ова е сршта на нашето разидување. Ти не веруваш дека тоа се правила централна тема и база на идентитетот, дури мислам дека почна да се оди во порекнување на било што словенско, затоа што се доживеа грчкото именување Словени како навреда, ние си ја интериоризиравме таа навреда и почнавме да викаме иш, не сме Словени, никако, не сме Словени. Значи, дури, значи, мислам дека се случуваше и нешто такво. И може, дури можеме да го посведочам, ама сега ќе бидам ептен екстензивна, ако патам да раскажам примери, ово, она. Мојот, значи, проблем со феноменот антиквизација е не дека се допуштило да има елементи, како што викаш ти, според мене тоа би било легитимно, туку дека тоа се направи есенција на националното битие, есенција, основна дефиниција и што е најлошо, почна да се користи за бришење на било каква трага од било што словенско. Кајма индикации за тоа, не знам. Значи, што е пример за тоа? Можеш да ми кажеш? Навистина, мислам, не знам. Вака сам да размислам, не може да ми текни пример за тоа. Вакво... Збораме пример организирано направен од државата со цел да наметне некаков мит на потекло што е изразито несловенски. Дека постои порекнување на словенство, организиран проект на државата. Не можам да тврдам дека имало нешто такво. Тоа како можеме да тврдиме дека антиквизацијата ошла толку далеку колку што ти сега пред малце објасна? Веројатно. Што тоа ти е суштината на аргументот, така? Имаше секакви стратегии на аргументација. Например, Паско Кузман ни објаснуваше дека историјата е конструкт, дека не може да биде еднозначна, дека има и вакви и однакви периоди. Паско Кузман е лудак. Паско Кузман е лудак. И е еден човек. Чекај, беше еден од главните авторитети еден период. Ја ти кажам која беше неговата дискурзивна стратегија. Дека има слоеви, сега нормално не можеме словенскиот период да го негираме, но овој слој е главен, овој слој е фундаментот, се потурнува како централен. Кој е аргументот дека тоа не е само твоја импресија? То ме интересира. Од јас разбирам дека може ти имаш таа импресија. Океј, ама сега кој е аргументот дека тоа објективно се случувало? Па не, еве ти објаснувам, ова сега не е импресија, ова е анализа на дискурсот тогаш на Паско Кузман, например, кој што сега ти може не го земаш за сериозно, ама беше авторитет. Ама еден човек. Значи сега историографијата не може да биде еден човек. Он беше дворски интелектуалец од тој период. Задолжен за интерпретација на историјата. Ама не може неговото мислење да има повисока тежина отколку консензусот на сите историски научници, вклучувајќи и тие што не се од Македонија. Значи тој беше слободен било какви глупости да треси, од било каква позиција, например, еве, не знам, Фрчковски нон-стоп треси глупости од позиција на професор на правен факултет. Пример, така? Не, да ме разбираш. Значи, како ти кажам, не може да се земи дека сега комплетната правна наука е комплетно глупа, затоа што еден тој човек на некоја доминантна позиција се треси глупости. Така? Не, ја не ти го, значи, не ти ја сведувам стратегијата на Паско. На друго ти одговарам, затоа што ти викаш дека едното го исклучува другото. Дека ако они толку тргнале антиквизаторски, тогаш нужно морале да го порекнуваат и бришат словенството. Не морале да го прават тоа. Еве ти го пример Паско. Паско и едното и другото го признаеше, но го форсираше античкото. Значи ти го давам само како илустрација како можела, со кои се стратегии можела да се тера таа битка на антиквизација и дека не морала нужно да подразбира бришење на словенството. Иако мене ми се чини дека после еве ова е импресија, немам наука да потврдам, после
почнав да забележувам по социјални мрежи и така натаму, дека секоја референца на нешто словенско веќе се доживува како навреда. И од одма има, како тоа Словени? Ние не сме Словени, ние сме македонци. Еве, импресија моја. И тоа overwhelming такви реакции. Еден период имаше. Значи, само да те прашам кратко. Дали мислиш дека можна интерпретација на таквата реакција, која еве прифаќам дека еве ќе речам дека и јас не имам заприметено таквата реакција. Значи не мислиш дека можно е тоа да е фактички overcorrection. Значи ние имавме еден период кај што не можевме ништо да размислуваме за тој период и сега кога некако се ослободи овој вентилот на притисок, некако оверкоректиравме на другата страна и сега знаеш како некако ви одма на нож го дочекавте антиквизација. Значи немаше ли? Ајде. Се прекинува линијата, затоа ти упаѓам збор. Дете слушам, де не те слушам. Ти ме слушаш добро? Да. Ја дека овде на планина и ми паѓа и упаѓам од дупки додека збориш. Не знам, нешто не те дослушав. Значи, поентата ми беше дека, дали не мислиш дека тоа негативниот став према словенството, што ти го доживеа како импресија, и еве јас ти потврдам дека и јас го доживеав како импресија. Не мислиш дека е можно тоа да беше некако оверкомпензација за тоа што... Оверкомпензација или корекција? Сега да, на тоа сакам да ти реагира. Не е оверкомпензација, туку е логика на реактивност. Значи, ама реактивната логика е логика на послабиот. Значи, некој ти диктира, ти ја фрла топката, ти шутираш назад, ти ја фрла топката, ти шутираш назад, значи ја диктира играта. Прво, ти вика, ти мора да докажеш дека потикнеш од Александар за да имаш право на името на државата. И ти се запињаш сега да докажеш дека си уште од Александар за да си го одбраниш правото на именување. Наместо да кажеш, бегај таму, тие се анахрони тези, не ми треба историја за да си го бранам името, доста ми е да знам дека баба ми се викала Македонка. Тоа ми е доволно да си го бранам името, тргни ми се, одбивам да разговарам во историски аргументи. И да го декларираш тоа за лузерскиот тавизам, наместо да им влезеш во играта. Исто е и со ова. Словени почна да го потребуваат како навреда. Зашто ја да вакво исто да го повнатрешнам како навреда и да викам не, јас сум чист македонец. Не, тргнете ми се со тоа тавизам, мене тоа не ме вреѓа, напротив, воопшто не се срамам да бидам наречена словенка. Значи, реактивната метода е ова ми е ничеанска логика. Реактивната метода е метода на послабиот. Наместо ти да наметнеш друга игра. Ама и по такви околности можно е послабиот да оверкомпензира. Така, значи не е... Да, значи, по самата дефиниција не даваш ти измерен одговор, туку даваш како се вика, одговор од позиција на, како се вика, на послабиот. А и специфично, значи, еве да прифатам сето што го кажа ти. Не е можно ние да го кажеме сето тоа ти што го кажа, дека не ни интересираат такви застарени муабети, дека ние идентитетот си го деривираме од нашата сегашност, и истовремено да немаме проблем и да немаме никакви комплекси да си истражуваме било кој дел од нашата историја. Затоа што без разлика хеленска, словенска, византиска, каква и да е историјата на овој простор, таа е наша. Значи, како ти кажам, по силата на нештата дека ние сме тука на овој простор сега, значи, цела таа историја е наша. Значи, Александар, и не само наш, на цел свет е Александар, човече. Што има врска што сме ние тука? Ме разбираш? Значи... Да, Александар е цивилизацијски мит. Буквално е прво една од овие основни фигури на европскиот цивилизацијски мит, а после и светскиот и така натаму. Значи, доколку ние се поставиме вака како што викаш ти, а тоа е неискомплексирано,
нема зашто да не е допуштено да се истражува антиката. Ја немам проблем или наша евентуална врска со антиката. Ја немам проблем со тоа, зашто би го цензурирала тоа. Ја имам проблем со тоа што ти не признаваш дека бил државен проект. Ја имам проблем со тоа што нешто што беше дилетантско историско фалсификаторство се претвори во државен проект. Со тоа имам проблем. А немам проблем со научниците што сакаат да чепкаат таму и да видат дали има нешто повеќе. Ја лично, моја интуиција за македонците. Ќе ја наречам интуиција затоа што не можам да докажам тезата. Мислам дека е засебен народ од хеленскиот. Но на што го базираме тоа? На еден piece of evidence. Не можам сериозно да напишам труд и да го објавам и да кажам еве докажав. Но за мене е многу сериозна индикација посебноста на погребните обичаи. Сушност, тоа што ја го работев у Париз, кога ти спомнав дека сум работела баш антика, компаративни студии на антички светови, баш се занимавав со концепти на смрт, смртност и така натаму во антика и нормално, бидејќи дел од истите извори на грчки, на латински, многу често е и македонска, и хеленска, и вакво римска култура и се прават компарации постојано. Значи, главно на тие средини се концентрира и тоа забележав. Значи, сега не ми текнува авторот, како се вика, Бордман нешто. Значи, огромен авторитет на нешто што може да звучи досадно, али е неисцрпен извор на многу онака reliable вакво податоци за да се изведат аргументирани тези за цивилизација, се бави баш со погребни обичаи и тоа материјална култура на погребни обичаи. Значи, типови на гробови, начини на закопување и сето тоа. Тоа што го има кај македонците, го нема кај ниедни хелени, го нема кај римјаните, дури некако не изгледа ни баш индоевропски. Многу е чудно. Начинот на погребување. И тоа упатува дека може би е друг народ кој е хеленизиран, али доста одамна хеленизиран. Затоа што знаеме на кој јазик се образувал Аристотел. Аристотел кој е македонец, регионално, отишол среде Атина и предавал, ја напишал Никомахова етика, која што е етика на хеленскиот граѓанин, на атинскиот граѓанин како модел на граѓанин. Значи, спонтано се чувствувал Хелен, Аристотел, кој е исто толку македонец колку и Филип и Александар. Значи, кога читаш Аристотел, ќе видиш дека човекот така се осеќа како Хелен. Сега, целото тоа кралство можно е да имало друго потекло. Најмногу кон тоа ме води, мене ми е без везе тоа со Демостен, стварно мислам дека нема врска. Најмногу кон таа теза ме влече ова со погребните обичаи, но не ми е доволно да кажам имало нешто тако. Значи, немам проблем да се истражува, имам проблем која ќе седнат луѓе што уопште не се од професијата. Сега, извини, ова цело време сакам да го кажам, може многу време ти земав, ама е многу битно за да докажаме дека некаков проект постоел. Ако ти текнува на оние двајцата академици што немаат врска ни со лингвистика, ни со антика, со кои го толкува каменот на розетата. Не се тие академици, беа тие електроинженери. Ама академици се, едниот по нуклеарна физика, другиот, усвари едниот не беше академик.
Аристотел Тентов не е академик, а тој другиот е академик. Ама е по компјутерски науки или не знам што. Електроинженери се. Добро, глупости беа тоа. И? Добро. А тоа е дешифрирано у 19 век веќе. Сите писма се дешифрирани. Шамполеон ги дешифрирал. Ја кај Јанко у емисија ги прашам дали слушнале за Шамполеон, они викат не го познаваме колегата. Сега, значи, тие беа сериозно промовирани идеја со државни пари у Русија да се глупираат пред Руска академија на науки и да ги пласираат тие за тези. Ти викаш глупости, ама да знаеш колку луѓе тоа мртво сериозно го сваќаат, ќе се изненадиш. Колку луѓе од научната заедница го сватија тоа, пошто е тоа единственото важно. Значи, буквално може човек било каква глупост да напиши, како се вика, како... Сега вака ќе те кажам, колку луѓе. Еден човек кој што е истовремено и класичар и историчар, доктор на науки, професор на филозофски факултет, област му е антика, напиша труд во стручно списание историја за да објасни дека сево ова е неточно и дека треба да дури имаше и апел да се преземе нешто, нели, за нестручни луѓе да не ја представуваат на погрешен начин, на штетен начин нашата наука во светот. И имаше тоа би, да речеме, апелот беше меѓу редови, а трудот беше најстручен што може, буквално во журнал Филозофски факултет што го издава историја, нешто така, некој генерал имаше, Војслав Серакински. Буквално точка по точка објасни зашто е сето тоа неточно. Се повлече после списанието, се зачете цела дискусија, тие што го имаа прочитано на трудот, што го пратеа по медиуми, едноставно ги направеа партал, дека се, нели, нормално, што знам, кои беа тогаш навредите, не со росоиди, не знам што било, предавници или појма неам што. Важно ги дисмисна луѓето кои што пробаа да го пласираат, да го пред медиуми тој труд. Он после се повлече, веќе ништо не напише на темата. Единствениот лингвист што го имаме, кој што е светски авторитет во индоевропеистика, Илиевски, значи на Михаил Петрушевски, ученикот на Кембридж, има докторирано, буквално е светско име, беше еднаш прашан во таа епоха на антиквизација која што ја тврдам дека постоел, беше еднаш прашан што мисли за сето тоа, со невиден страв човекот мораше да каже многу внимателно дека тоа е тешка глупост. Човек со такви научни критериуми и толку во целиот тој период Илиевски, врвниот специјалист за антика, за слоговно писмо, за микенски период, за буквално национално богатство е Илиевски, беше прашан еднаш и така го пуштија една реченица у некој од тие емисиите или не знам што, тие демек документарци што ги правеа и толку се појави човекот. Не беше научната заедница, главно молчеше, затоа што се чувствуваше диктатот дека ова е наративот и ние треба да ќутиме. Ама сега, значи, добро, ајде да речеме дека да поминело без никаква реакција на научната, на домашната научна заедница. Еве, овие две реакции, сега ти ги кажам. Да прифатам дека добро бе, дека немало уопште реакција, затоа што било толку страшно ти да реагираш, затоа што инстантно ќе се појавиле полиција кај тебе дома и ќе те отепале. Еве да претпоставиме дека така беше. И да е така, значи научен труд објавен било каде, без разлика дали Русија било каде, значи не треба тој само да помени меѓу домашната, како се вика, публика и научна фела, туку треба да помени за да стане тој интегрален дел од светската наука што се занимава со тој дел, треба некако да има, како се вика, според научниот метод, да биде верифициран на повеќе места. Да има peer review, да има цитати, да има апсолутно од повеќе луѓе направено. Значи, како ти кажам, и без и во отсуство на такви реакции, значи науката ќе си автокоректираше било каква глупост напишано, науката со текот на времето си ја автокоригира. А сега сме дојдени во ситуација
во дел заради целиот тој наратив за антиквизација и како тој не стави во конфликт со нашите прекрасни соседи грците. Значи, сега сме дојдени во ситуација кај што ти објективно ќе прекршуваш законска норма ако се занимаваш со таа работа, и под услов твојот заклучок да те води дека тој дел од историјата сепак ни припаѓа нас, на овие македонци што сме на територија на денешна Македонија. Така, Ама значи, види, ти збораш за преќутен притисок кој што му се правил на човек, не знам, него ставале да излези на канал 5 или не знам каде, као некој да ги гледа тие, разбираш? А ние сега имаме објективен меѓудржавен по сила на закон притисок кој што вика, ако ти истражуваш утре Александар и откопаш некоја, значи го, не знам, плоча на која што пише Александар се чувствувал како македонски словен, карикирам, така. Значи сега ти ризикуваш да бидеш антидржавен елемент затоа што законот ќе го прекршиш ако речеш ти тоа утре. Затоа што ние сме се обврзале дека тоа не е наше со подписна хартија. Мислам, види, значи многу ми е не знам како да кажам, farfetched заклучоков, затоа што ја трудови, нели, сериозни трудови од авторитет кои што се занимаваат со таа епоха, ја не гледам обид кај ниеден научник да докаже дека не знам, ова и ова место во античка Италија или Грција или не знам, Битинија или не знам што, има врска со идентитетов денес. Никој не го прави тоа. Секој си се занимава со ерата, контекстот на ерата, таа констелација и во термини на таа констелација анализира. Никој не извлекува таму после заклучоци кои што до денес би важела на идентитетско ниво. Едноставно не се прави тоа така. Добро, да малце вулгаризира. Фај да речеме, например, се откријат огромно мноштво на историски документи кои што покажуваат дека борбата за национална посебност на македонскиот народ во крајот на 19 век фактички е силно поврзана со некаков македонски идентитет кој што при Дејтова тоа. Разбираш, да речеме некаде во средновековието. Лупетам. А сега тука има, речиво, излегват, како се вика, материјални докази дека тоа некако влечи од претходно и некако во следните 200 години историска наука се измислуваат некакви не знам какви методи, што сега некако не е тоа поќе, да речеме, толку far-fetched, да речеме да напрешти некаква таква како се вика, поврзаност. Иако, ќе се служам со тебе дека не ни треба таква поврзаност. Не ни треба поврзаност нас од денешни македонци до Александар, за да тврдиме дека сме македонци. Ама истовремено, не знам како може ние да разговараме сега дека е нормално ние да застанеме и сега свесно да се откажеме од дел од својата историја и да речеме тоа ние се колниме живи, мајка нема врска тоа со нас. Мислам, тоа е антиинтелектуално е тоа, антицивилизацијски е тоа. Антиинтелектуално, значи ако се цензурира науката е антиинтелектуално. Веројатно ние сме се обврзале на ниво на држава да не користиме таа референца на хеленското културно наследство во нашата национална дефиниција од аспект на nation building. Но јас сериозно длабоко се сомневам дека било кој грчки универзитет ќе има проблем ние да истражиме било што за античкиот период и да откриеме дека замисли имало нешто што е засебно. Мене никој не може да ме спречи ако се заинатам, ама одамна не сум се бавила со тоа, одамна сум и докторирала све филозофија, ми станало тоа занает. Иако имам доволно знаење, ако се заинатам да се фатам со тоа, да напишам мртов сериозен труд дека ова погребниве обичаи индицираат некаква етничка посебност. Кој ќе ми го забрани тоа? Како ќе ми го забрани? Ќе го пратам во сериозни светски журнали и ако имам... Не смеш да бидеш финансиран од државата. Затоа што тоа ќе представува прекршок на Преспанскиот договор. Затоа што ама не работа за верување, значи тие не натераја придавката македонски да ја извадиме
од било која употреба што ќе индицира државна употреба на тоа. Значи тие ни забранија придавката што са ти на почеток викаше дека некако сме одбраниле, ни забранија да ја користиме на единствениот начин со кој ние би се дефинирале како народ со неа. Значи јас во ред можам да речам зборам македонски и сум македонец, ама како приватно лице. Ако некако сега државата се вмеша во целата таа работа, или ако се работи за државно финансирана институција, таа не сме да речи дека е македонска. Не сме да речи дека е од македонци. Значи таа мора да ја квалификува со од Северна Македонија, од Република Северна Македонија. Значи се не ќе да навлегуваме во тоа, пошто не е поентата на муабетот, али објективно ние се ставивме надвор од законот, ние секакво истражување што би имало и потенцијал да воспостави некаква било каква врска подалеку од она што ни е дозволено, ние со договорот го ставаме надвор од закон. И тоа е, мислам, фундаментално нецивилизацијски. Фундаментално. Значи, од основа нема врска историја, нема врска идентитет, нема врска човечки субјекти. Значи, ја го употребив зборот не верувам, затоа што се зборевме за нешто тотално хипотетично што ќе се случи во сфера на историја. Сега тука најсериозно нагаѓаме дали, не знам, некој будала ќе му текне да протестира за нешто што се случува внатре во наука и во научни журнали. И за тоа ти реков не верувам, во смисла тоа ми е неверојатно. Инаку, договорот според мене, ти знаеш добро дека ја не го разбирам како што го разбираш ти. Значи, тој член 7, ја и ти го читаме наопаку, очигледно, спротивно. Јас во членот 7 гледам дека придавката македонец и македонски можам да ја употребувам во етничка смисла, бидејќи има наброено културно, историски. Не, тоа е член посветен на култура, историја, тие сензитивни софт прашања што немаш правно да ги регулираш супер прецизно, така што членот е обезбеден за да ти допушти тебе во етничка смисла да го употребаш, нели, без да го употреби зборот етнички, затоа што тогаш се заглавува во дефиниција што е етничко. И заради тоа се што може да конституира етничко го навел. Вика историја, култура, јазик и така натаму зборува на територијата на таа и таа држава. И со тоа ти вика можеш етнички да го употребаш. И за тоа можеме да викаме македонец и македонски јазик, например, или македонски народни песни можеме да викаме, а не можеме да викаме македонска опера и балет, затоа што сега ова е чиста глупост од грчка страна, мислам е глупо, затоа што според нив придавката ќе значела припадност на државата. И тогаш ќе испаднало дека државата ја викаме Македонија. И заради тоа институциите ги стават на страна и викат тие со посебен тип на генетиви ќе ги означуваме, а придавката може да ја користите во оваа смисла. И заради тоа можеш да викаш јас сум македонец, можеш да викаш ова е македонска песна, например, според член 7, но не можеш да кажеш ова институција е македонска. Само приватно. Демек тоа имплицира дека припаѓа на... Значи не можеш тоа да го велиш ни дури ако се финансирано од државно. Не е само приватно. Верувај, значи так, добро, значи еве рековме да не навлегуваме со затоа што посебна тема е. Значи чекај, и јазикот мислиш дека стварно само приватно? Па еве ги EU сајтови кај што пишува македонски. Значи тоа ќе биде борба македонски поединечно. Пишува. Значи тоа ќе биде борба поединечно, али добро, значи да не навлегуваме во тоа. Значи поентата ми е а и основата на твојата, како се вика, одбрана на Преспанскиот договор е дека ти мислиш дека тоа го дефинира да речеме овај новиот македонски идентитет, кој што е доминантно, не доминантно, исклучиво словенски. Затоа што тој го така го дефинира, како исклучиво словенски. Разбираш? И мислам дека
Не ти е тоа основата на одбраната на од и тоа се, како ти кажам, значи Не. фактички. Не би рекла дека е исклучиво. Ја у текот на разговорот се согласив со тебе повеќе пати дека ни една нација не е исклучиво едно или друго. Не, окей, за тоа се сложивме. Па се согласивме и двајца. Во принцип во договорот пишува дека ова значи Македонија што е во рамките на сегашната Македонија апсолутно нема никаква врска со хеленистичкиот период, што од нашиот идентитет го остава само оној славенскиот дел. Така, значи фактички ние со тој договор онака со хартија го исчистивме хеленското од нас, без разлика во колкав процент е, и онака си го предадовме правото ние тоа сега утре заутре да го истражуваме. Пошто тогаш ќе бидиме антидржавни елементи на новата држава. Види се, стандард. Не знам дали го разбирам. Види се, погледни ги сите околу нас. Погледни ги. Те разбрав. Ама, значи, друго сакам да ти кажам. Дека ти толку многу нијансираш што таков тип на договор не можеш реално да го постигнеш, затоа што ни една нација не се конституирала во своето себе дефинирање со толкав степен на нијанси. Па успела и да ги вгради во именување, да ги вгради во национален мит и така натаму. Значи, сите симплифицираат. Имаме сите комши околу нас се, мислам, освен албанците и грците се јужнословенски народи. Очигледно е според што е добиена таа дефиниција. Според јазикот. Ја ти се согласувам со тоа како го формулираш прашањето, но тој степен на нијансираност во себе дефинирањето, во себе именувањето, во себе представувањето, кај ни една нација не можеш да го најдеш. Сепак, кај сите се случува некој вид на упростување, сведување на што си во крајна инстанца. Сега, ако ги земеме другите околу нас кои што не говорат словенски јазици, сите други народи околу нас, во Југоисточна Европа, на Балканот, кои не говорат кои говорат словенски јазици, се наречени јужнословенски народи. Значи, јазикот е клучен елемент, не елемент, јазикот е фундамент во дефинирањето на една нација како ваква или онаква. Француската нација е француска нација затоа што јазикот е француски. Обединувањето на Франција, креирањето на Франција како единствена нација во еднозначна смисла на зборот, се случува прво со обезбедување на тоа што на сите територии ќе се говори францускиот јазик. Што па од друга страна е овозможено со градење на железници, со индустријската револуција. Пред тоа немаш француска нација во права смисла на... Од друга страна може да речеш, значи, јазик португалскиот јазик не ги прави бразилците португалци. Јасно дека може да го кажеш, ама за тоа пак има некакво објаснување. Значи нијансирано е, така. Значи нијансирано е. Германски. Така, значи таму нијансата, разликата меѓу нашата нијанса и таа нијанса, значи разликата меѓу нашата нијанса и таа нијанса е дека за таа нијанса тие знаеме точно што се случило и како бил следот. Сега проблемот со нас е дека тоа што се случило малце подалеку и сега не е толку лесно ние така да си И значи види, не мислиш дека тоа е лесното, зошто Бугарија може да си формира како се вика нација без проблеми? Затоа што му е во recent memory нивната како се вика. Сега тие што позајмуваат од среден век вамте, тоа е нивни проблем, али од recent memory му е. Исто и Грција, сега колку Грција да сака да се поврзва со хеленистичката историја, пак таа митот на нацијата си го гради од 1830, така, 18 век,
како е таму, не знам, да не измешам. Значи ми е И зборот тоа од Западна Европа. Да, и се нас не И тоа оставува е Западна Европа. Германската историографија така. И сега романтизира, ние имаме таа несреќа митологизира Грција. дека тоа што ние треба да го воспоставиме не е, како се вика, толку проксимално историски, значи не е толку блиску, така, туку е малце подалеку и како резултат на тоа, како што речете, имаме многу помалце материјални докази и зато треба, значи, мислам, и плюс немавме слобода да си го истражуваме, пошто кој друг го интересира македонистиката освен нас? Никој. Грците ги интересира да ја проблематизират македонистиката. Бугарите ги интересира да ја проблематизират. Само нас не интересира да си ја тараме, да, како се вика, да си истражуваме македонистиката. А ние објективно бевме спречени до пред 20 години. И тоа мислам, затоа мислам дека целиот концепт на антиквизација беше пак Извини, да, продолжи. Не те прекинам, те слушам. Има некој дилеј. Да, има отприлика 2-3 секунди дилеј. Сакам само да кажам дека антиквизацијата, затоа јас се гледам концептот на антиквизација го гледам како штетен и како политички алат кој што ја овозможи промената на власта во Македонија за да донеси на власт луѓе кои што по прашање на историја, на историски како се вика континуитет, се апсолутно флексибилни. Значи нив апсолутно не им е битно. По принцип тие тој дел од македонистиката го гледаат како дај што даеш. Види, за мене промената на власта се случи како резултат, како реакција на премногу авторитарно владење во време на Груевски. Ја не мислам дека има тука други мотиви, па дека антиквизацијата страшен мотиватор некој или дека на некого толку му била значајна за да се крене на револуција и не знам што. Едноставно во еден момент дојде до тука. Државата почна да се однесува, звучи и ние да реагираме застрашувачки и ние да реагираме кон неа со страв. Мислам дека тоа само кулминираше со оној закон за образование, кај што буквално ти беше пропишано, не знам дали со оваа рака или со оваа рака ќе се чешеш, значи личеше на диктатура. Тоа е тоа што барем за мене ја прелеа чашата. Нити на антика сум мислела, нити на не знам што друго од ова за кој што разговараме. Мислам дека и на многу други луѓе им беше тоа во основа. Незадоволството главно се сведуваше на тоа. Еве ќе ти кажам ние само на големи наративи се фокусираме, а малите приказки ги забораваме. Една случка што ми се случи, тоа беше 2013, мислам. Идам во дуќан да купам кауч. Дуќанот го држат мајка и ќерка. Женава, значи мајката, влегувам ја, она е сама во дуќанот и се гледа дека не спиела цела ноќ, број нешто там во сметки гледа и ја купувам, давам капарли, веќе не знам што беше, и она почна да ми се исповеда спонтано, сама. И ми вика, цела ноќ сум тука, цела ноќ не сум спиела од страв, од параноја, дали дадо фискална сметка на еден човек што даде капар и дали воопшто е исправно или не да се дава фискална за капар. И како тоа се прави? Значи, интелектуална загадка у главава, значи состојба на параноја у суштина, затоа што она стварно не можела ментално да најде решение и да знае дали греши или не. И сега и создава чувство дека е криминалец и греши, затоа што де-факто не знае дали греши или не. И сега ти да имаш толкав страв од државата, толкав страв дека ќе ти дојде УЈП и за тие 500 денари колку се дека ќе ја затворат,
Значи случајот ја кажам како симптом на едно расположение. Според кое што според мене ја прелеа чашата, а нити антика, нити антиквизација, ни ништо. И само ова ти го кажам, кога излегов од дуќанот, она ми вика, што мислиш зашто го прават ова? Не, ја прашам, што мислиш зашто го прават ова? За пари или за страф? И она ми вика за страф. Оваа случка ти ја кажам, ова е мојот аспект на сето тоа што се случи околу промената на таа власт. Едноставно секојдневието, барем за мене и некои други луѓе што околу мене што ги гледат, стана претешко, а антиквизацијата не било нешто пресудно за мене да ме мобилизира. Се слагам аз дека еден аспект беше и се слагам еве да се сложиме дека имало и такви случаи. Значи немам проблем да повербам во тоа. Само значи мислам дека ултимативната поента што беше на сите тие ултимативниот пик на сите тие незадоволства, сепак вака сега кога гледаме наназад испадна дека не заврши во една ситуација кај што објективно репресивна е државата во смисла на, значи ти можат да те фрлат во затвор или да те амнестират комплетно рандом. Значи сега на каква и приказна да била тоа дека не знам, некој се чувствувал дека ќе биде казнет. Значи ние во последните 2-3 години сме сведоци на катастрофални нарешувања на закони, на процеси, апсолутно. Значи почнувајќи од значи комплетно самоволно затварање или амнестирање, речи го, пратеници со цел да се исполнат некакви политички цели, кои што успут буди речено за време на тој период кога беше таа незадоволство од претходната власт, беше кажано дека објективно се работи за да стигнеме таму кај што сме денес. И сега ние некако магично денес сме таму. И сега ние пак некако упорно зборуваме дека тоа уствари не било за сите овие работи кои што објективно ни ги нарушија нашите цивилизацијски права, туку било за, не знам, за некакви, не знам, фантомски гледања подоко, плашење некој против некој, не знам, човек што може да дојде да те казни. Ние објективно сега сме казнети по секоја смисла во однос на онат што ти е тебе, како се вика, тесна специализација, тоа е субјективитетот. Мојот субјективитет е, јас сум македонец. И антички, и словенски. Јас сакам да ти кажам дека... Ама сега не смеам да бидам, ме разбираш? Сега сум јас антидржавен елемент, ако сакам тоа, како се вика, да си го искажам во смисла на држава. Не. Ама не си антидржава. Ама не си. Како си антидржавен? Буквално на телевизија има куп луѓе кои што ги застапуваат твоите стави, па ја бев у емисија со Апасиев. Он беше на една страна, ја бев на друга страна. Апасиев не ги застапува. Бев со Ванковска. И она страна... Значи тие се еден ист апарат. Апропо договорот, од прилика истото. Сакам да кажам дека е допуштено да се појават двете страни на телевизија и да дискутираат спротивставени ставови. Што порано не беше случај. И ја пак не сакам тука да ги воспевам СДСМ и сакам нешто многу јасно да го кажам, што луѓето кои што не биле дел од овие движења, намерно ќе ги кажам во множина, никако не го препознават и не ги разликуваат нијансите. Јас сум била дел од тоа движење кое што никогаш не сакало да влезе под капата на СДСМ. Имаше голем антагонизам меѓу нас што се викавме Протестирам и тие што беа пред кампот, што беа вакво заедно со СДСМ. Јас повеќе се идентификувам со пленумите, одошто со Шарената револуција. На почеток имав голема тензија и недоверба кон СДСМ, затоа што ми беше страф дека ќе ги наследат истите манири од ВМРО. Не гледав кај нив препознавање што е тоа тоталитарно на почеток и имав големи резерви кон нив, така што
не сум ја од таа екипа, или не сме сите ние една иста екипа како што изгледа од надвор. И внатре имало многу различни подгрупирања и антагонизми и сето тоа, како и да е, јас сум од таа струја која што секогаш била со резерви кон СДСМ. Така што не настава иста, сите под иста капа, посебно па тоа шарената револуција, тоа е нешто со кое што ја директно не можам да се идентификувам. Ја бев на неколку протести и 5-6, не знам колку, и после се откажав затоа што не го препознав како мое. Беше премногу партиско, беше премногу стилизирано, дури и луѓето не ги препознав и не го чувствував баш како свое, така што после неколку обиди да учествувам во сето тоа се тргнав и напишав јавно дека ова некако не е моја. Не знам како да опишам. Како и да е, не сме сите баш и од исти мотиви. А тоа што ти го кажував примерот со епизодата со таа женичката, е само да ти илустрирам една атмосфера, тоа не може луѓето да го заборавиле. Дека тој страв од властите постоеше. Значи, тоа е народ отуген од собствената држава, народ отуген од институциите. Тоа е Не мислиш дека сега е многу нездрава состојба. Не мислиш дека сега многу поќе е таква ситуацијата? Јас лично се осеќам, и не само јас. Сите луѓе во мојата средина се осеќаат отуѓени од институциите. Се осеќаат дека институциите работат многу помалку ефикасно од претходно. Затоа што објективно се нарушени по секоја смисла. Отуѓеност го употреби во смисла на кога нешто ти е страно и во таа смисла и застрашувачко. СДСМ се некако, оваа власт, се похаотични, тука ќе се согласам, помалку е организирано, но го нема стравот што го имаше од овие. Па не знам, ја не гледам дека... Не знам дали би се ако сложил му со тоа. кажеш... Па не знам, еве преска ти кажам, имаме телевизии, замисли, со години тоа го немаше, ми се чини околу 2011 негде прекина. Памтам, до тогаш, не знам, Јован Донев и некој друг ќе седнат, па спротиставени ставови, па полемики. После едно време немаше спротиставување, само ги слушавме едните исти, таа линија ја држат, па после дури и нивните исчезна, и апологетите на власта. После веќе немаше ништо. Само тапост со Тенија, Северна Кореја. Не знам, мене отуѓување, алиенација во таа смисла, мене тоа ми беше најстрашно. Мене тоа што ме плаши авторитарност и тоталитаризам. И тоа ми е главниот тригер, како да кажам. И твој впечаток е дека сега има повеќе, така како се вика, шареноликост по телевизиите и повеќе спротиставени ставови. Да. Значи, ние немаме политичка представеност. Значи, луѓето кои што мислат дека Преспанскиот договор и Бугарскиот договор се антицивилизацијски чинови, кои што тие објективно се против нашите цивилизацијски права, ние немаме политичка представеност моментално. Која партија ги представува нашите, како се вика, гледишта? Еве ти кажав партија. Еве, која политичка сила? Еве друго, ние се збориме за јавност. Добро, еве, кажи ми, која јавно видлива... Левица, левица. Еве, левица. Немај, малим те, значи нема врска тоа со левица. Прво, левица нема... Левица е, како се вика, еквивалентна на Бачев партијата или на... Ама левица, да не се преправаме дека левица има некаква, како се вика, политичка мојк. Нема тие политичка мојк. Па тие се.
Значи не можеме Па тие се да донесеме Бачов, заклучок, тие не можеме да донесеме заклучок дека во моменталната ослободена верзија на Тоа е за државата политичко ние представување. имаме многу помалце политичка разноликост во представувањето, иако номинално имаме ние речи го левичарска и десничарска партија, објективно гледајќи ги комплетниот контекст на тоа тие што го застапуваат, ние имаме еден огромен државен апарат представен од двете партии, кои што го паротираат горе-долу истото, само со различен вкус. И ги имаме еден мал процент на вакви партии кои што фактички сега тие барат некоја легитимност преку настапување со вакви, како се вика, по дефинирани ставови. Мислам, знаејќи што човек е пасиев, тој момент кој ќе земи било каков, како се вика, каква власт, тој ќе се смени приказната како што смени веќе 3 пати. Значи, објективно немаме политичка представеност ние сега. А јас би рекол дека таа незадоволност ти што ја кажа, односно таа жиричката, сега е 100 пати мултиплицирана во смисла на луѓе кои што мислат дека државата им е буквално распродадена, дека нивната индивидуална идентитет е фактички буквално сроза. Значи тие не се слободни поиќе да бидат тоа што сакат да бидат и тоа што мислат дека се. Значи објективно е проблемот. Види, прво, значи јас зборам за демократизираност на слобода на изразување. Значи дека имаш слобода на изразување поголема споредено со порано. И дека во јавност имаш протиставување на ставови. И сега јавност е едно, политичка застапеност е друго. Политичка застапеност или представеност е друго. За жал системот е таков што им оневозможува на малите партии да пробијат, а тие се тие што или нови партии, затоа што сите нови партии на почеток се мали, им оневозможува да го разбијат тој монолитен систем. Значи тоа е проблем и со тоа се согласувам. Тука некаква реформа треба. А шареноликоста е во делот на јавниот говор, што ја спомнав, што не е исто што политичка застапеност. И на крај, јас пак ќе ти кажам, мислам, ние за ова се расправаме више не знам колку време, ама ја ти тврдам дека Преспанскиот договор, ја така го читам, ти го читаш очигледно поинако, Преспанскиот договор ти овозможува точно тоа да го кажеш, дека во етничка и национална смисла си македонец. Да, стои точката подоле која што објаснува каков македонец, дека тој македонец е јужен словен, значи во членот 7 постои тоа објаснување, но дека ти можеш да кажеш јас сум македонец без проблеми, дека треба така да кажеш и дека токму договорот го овозможува тоа, исто како и да кажеш овој јазик се вика македонски јазик, тоа го има во договорот и договорот го овозможува тоа. И за мене тоа е најдрагоценното. Заради тоа го бранам. Ти ме гледаш мене вакво дека куп политики на ова влада не ги бранам, ако не ги бранам. Ова го бранам од овие причини и ова ми е клучниот аргумент. Така. Океј, да не навлегуваме целото уште 1 сат ќе се расправаме. 2 сати. Да, значи мислам дека добар. Се некако се осеќа како да почнавме ние за нешто да збораме и се тука, ама не веќе 2 сати збораме, значи мислам дека е добро место да застанеме. Втора епизода. Да, мислам дека се начина некои добри поенти. Фала ти за гостувањето. Се надевам дека ќе може, ако саш може да разговараме и специфично за Преспанскиот договор, пошто јас сум сигурен дека аз го читам на точно. Како се вика? Ајде, може. Да. Али за тоа нека друга прилика. Фала ти уште еднаш. Ако ќе ти одам последниот збор, ако сакаш. Тоа нема да бидам увелестова. Ќе ти дам збор, ако сакаш да некако заклучок на крај. Ти си автор. Океј. Фала ти многу за ти си автор на емисијата, ти даваш заклучок. Мојот заклучок е дека останува многу да се разговара на оваа тема. Тоа е мојот заклучок. Океј, фала ти уште еднаш. Фала ти уште еднаш и поздрав. Фала ти тебе. Поздрав.
Hvala. Ćao.